Кои се правните механизми со кои можат да се послужат граѓаните во случај на аерозагадување и како можат да дојдат до уштета, се зборуваше на денешната трибина организирана од невладината организација Екогерила и Државниот универзитет во Тетово. Против кој конкретен загадувач ќе се постапува е поидовната точка на потенцијалниот правен процес. Во однос на правните механизми како и зошто и на кој начин би можело да ги адресираат овие проблеми од страна на самите граѓани, би сакала да напоменам дека прво би требало да се одлучи на кој конкретен загадувач ќе се постапува или против кој конкретен загадувач ќе се постапува. Доколку се работи за индустрија, индустриите подлежат на одредени еколошки дозволи во кои што нели и јавноста има право да честува и може да бара одговорност доколку таквите услови предвидени во таа дозвола не се спроведуваат или не соодветно се спроведуваат. Од друга страна, исто имате загадувачи, например, кои што ви се однесуваат од самите граѓани. Тоаш би се подразбирало грејењето, би се подразбирало самиот возниот парк и така натака. И тој тип на загадување би требало да се адресира со плански начин на уредување на самиот простор. Тоа би значило за самата агломерација, например за Тетово, дека би требало да се изработи таков план, кој што во случај на енормно загадување би се служело како за во контекст на вонредна мерка и таков тип на активности автоматски би се преземале, како например доколку имате пожар или доколку имате друга вонредна состојба, затоа што ситуацијата е адекватна на одредена алармантна состојба во моментот. Невладината организација Екогерила нуди бесплатна правна помош на сите граѓани кои сакаат да ги тужат загадувачите или институциите кои го дозволуваат загадувањето. Целта на овој настан е да се разјаснува поддетално тоа што ние го објавивме веќе на 21 февруари на пресконференцијата, каде што објавивме дека во 2017 година Тетово беше многу почисто од минатите години, но сепак не е тоа што треба да биде, значи тие 35 микрограми на годишно ниво. И затоа сме повикале тука експерти од различни сфери, доктори, лекари, значи експерти од физиката и правници, адвокати, кои ќе зборуваат денеска за правата на граѓаните, за да ги да кренат обвиненија, тужби против загадувачите, против институциите кои не одговарат на овој проблем и така натака. Бесплатна правна помош на сите граѓани кои сакаат да ги тужат загадувачите или институциите кои пак го дозволуваат загадувањето. Еколошката демократија значи пристап до информации, а кај нас тоа недостасува. Луѓето знаат дека постои аерозагадувањето, но распоредот каде се наоѓаат мерните станици и кој е соучесник во загадувањето се уште за дел од граѓаните е непознато. Тие особено треба да внимаваат на пристапот до информации кои согласно законот им е загарантиран, смета Бојаровска. Дополнително би сакала да ги потсетам институциите кои што имаат обврска да имаат активен пристап кога се работи за ваков тип на информации на загадувачи. Тоа би значило дека во секој време би требало граѓанинот да има пристап до секој загадувач, колку и како е во актуелниот момент неговото загадување или неговиот сооднос во однос на загадувањето во одреден град или во одредена урбана средина. Во однос на поголемите загадувачи веќе има некакво подобрување, но во однос на малите загадувачи, оние кои што подлежат на Б интегрирани еколошки дозволи, тие информации се уште непознати. За жал и до денес и во Тетово и во други поголеми градови кои што подлежат и имаат проблем со аерозагадувањето, таква информација нема. Загадувањето има сериозно влијание врз здравјето на луѓето. Со намаленото аерозагадување во Тетово има директно подобрување врз состојбата со акутните болести, но не и со хроничните, што значи дека на чистиот воздух во градот треба уште многу да се работи.